Освен што Димитар Ковачевски е дезертер, тој е и лажго, велат од ВМРО ДПМН и прашуваат. Кога премиерот лаже? Сега, кога тврди дека не служил војска зашто бил на операција, или пред 6 месеци кога тврдеше дека никогаш не бил дел од АРМА зашто студирал и магистрирал? Дека премиерот дезертер Ковачевски е неспособен, потврдија и од Министерството за одбрана, кој го потврдија документот, објавен на социјалните мрежи, од кој јасно се чита дека премиерот е трајно неспособен. Едно е јасно, дека дезертерот Ковачевски треба веднаш да си даде оставка од премиерската позиција, затоа што е трајно неспособен да ја извршува функцијата премиер. Трајната неспособност не може да се отклони. Последиците од истата може само да се влошуваат. Ова е втор председател на СДС кој е неспособен. Првиот беше Заев. И едниот и другиот се штета за Македонија. Ова следи од како вчера премиерот Ковачевски на социјалните мрежи се правдаше од опозицијата ги злоупотребувала неговите здравствени предизвици. Тој тврдеше дека не бегал од служење на воениот рок, туку бил спречен поради хируршка интервенција. Но ако сега оправданието е од здравствени причини, во одговор за Алфа од пред само неколку месеци оправданието на Ковачевски беше дека студирал. Јас кога завршив со студиите, потоа се запишав на магистарски студии и откако заврши целиот тој процес во државата веќе немаше служење на воен рок. Од СДСМ повторно застанаа во одбрана на својот лидер. Оттаму се уште тврдат дека во јавноста се пласираат невистини, но не демантираат дека Ковачевски избегнал да си го отслужи војниот рок. Фатени со рацете во медот, Мицкоски и ВМРО ДПМН нервозно објавуваат лаги и манипулации за председателот Ковачевски. Колку е очен шпицниот градоначалник Мицкоски, покажува примерот со Драган Ковачки. Ковачки беше полковник во армијата, но политички дезертираше и ја напушти армијата за да му слугува на Мицкоски како пратеник. Од Министерството за одбрана индиректно ја потврдија легитимноста на документот од евиденциона книга на АРМ, во кој пишува дека Ковачевски е трајно неспособен за служење војска. Оттаму вчера соопштија дека документот кој првично се појави на социјалните мрежи бил класифициран како воена тајна, односно строго доверливо.